Намалување на зависноста на Македонија од рускиот газ кој доаѓа од Бугарија со приклучување на конекторот со Грција. Македонија на овој начин се приклучува кон трансјадранскиот гасовод кој од Грција преку Србија ќе премине кон Унгарија и другите земји од Европа. Македонија станува крстосница на европските енергетски коридори. За експертите со овој потек државата обезбедува енергетска стабилност, безбедност и повеќе пари во буџетот преку наплата на користење на гасоводниот систем. Со диверзификацијата Македонија станува енергетски независна со можност за дополнителен економски развој поради можноста за поголема искористеност на гасот во индустријата. Обезбедуваме снабдување со газ од две места, безбедност, евентуално да видиме каде ќе купиме, дали различни продавачи на газ ќе ни понудат различни цени и второто е да наплатиме патарина, така да може да се исплати инвестијата во овој систем. Покрај енергетската независност потребно е побрзо завршување на проектот за модернизација на РЕК Битола. Оваа централа од јаглен полека ќе преминува на производство на струја од газ, а преку когенерација ќе ја снабдува Битола со топлинска енергија. Со ова, кога би се направи во наредните неколку години една таква гасно-турбинска комбинирана постројка, тоа е гасно-парна турбинска когенеративна постројка, ќе се овозможи и релативно побрзо ослободување од користење на јагленот како основна суровина за создавање на така наречена базна електрична енергија. Инвестирањето во секундарните и терцијалните гасоводни системи, но и инвестиции во уште една државна когенеративна централа во Скопје, ќе значи и заштита на животната средина, но и намалување на јаглеродниот отпечаток и поголема конкурентност на македонската произведена струја, која ќе се продава на европскиот пазар.